И по 12 години откако започна проектот за изградба на канализациона мрежа во населените места Волково, Кисела Јабука и Ступански двор, жителите на овие населени места во општина Ѓурче Петров мака мачат со овој децениски проблем. Имено, иако самите со кофинансирање во висина од 500 евра учествуваат во изградбата на канализационата мрежа, не можат да добијат нормални услови за функционирање, достојно за модерното живење кое го налага 21 век. Инвестицијата која на почетокот беше процената на 1.400.000 евра, сега е подпомогната со 650.000 евра од Министерството за транспорт и врски. Градоначалникот на општина Ѓурче Петров Александар Наумовски вели дека го разбира револтот на граѓаните и уверува дека во најбрз можен рок ќе финишира изградбата на канализационата мрежа. Не ми е жал што морам да констатирам дека тој проект не е наследен, меѓутоа се влече од 2006 година. Како што знаете, има и одлука за самопридонес која што ние не можеме да ја поништиме, каде граѓаните си плаќаат за близу 500 евра, единствено во Македонија, тоа да се случува нас. Меѓутоа ние морам да потенцирам дека добивме 650.000 евра дополнителни средства од страна на владата преку Министерството за транспорт ради добро спроведен проект во изминатата година со забрзано темпо. Планираме следната година да биде дефинитивно завршен проектот за фекална канализација во Волково со сите други населени места со една развојна компонента, бидејќи проектот се одолжува 12-13 години веќе. Новите населби, новите индивидуални домаќинства кои што ќе произлегуваат, ние веќе ставиме во програмата за следната година како предлог за да можеме да ја проектираме, за да им бидеме спремни на секого да му излеземе да има 21 век фекална канализација. Со заокружувањето на овој капитален проект, кој општина Ѓурче Петров го наследи од претходната власт, градоначалникот Наумовски смета дека општината ќе биде уште поубаво место за живење и инвестирање.